ние се селиме во една поубава реалност која што си ја има искреирано нашата гостинка, поточно гостинката на нашата колешка Слободанка. Добро утро за двете прекрасни дами. Никогаш не ни било поубаво студиото, барем во последниве неколку месеци. Наша гостинка е Ленче Стојанова, изработувач на уникатни рачни изработки. Можам да ти замислам колку ти е пријатно во нејзино друштво. Много ми е пријатно. Навистина, празник, се ближат празници, а ова е и празник за очи, но ќе биде празник за очи и за нашите гледачи. Добро утро, Сузе, до тебе, добро утро до сите наши гледачи и добре ни дојде Ленче. Меѓутоа, прво ќе погледнеме реклами, па ќе се вратиме назад во студиото, затоа што, како што веќе и кажав, имаме што да покажеме на гледачите. Одиме со рекламите. И еве непочитувани назад во ова весело и прекрасно издание сме и празнично. Добре ни дојде Ленча Стојанова и тоа добре ни дојде од Свети Николе. Благодарам што одвои време за да ни ја разубавиш утринската програма, како нас, така и на нашите гледачи. Добро утро на сите гледачи на утринската на Алфа. Благодарам за поканата. Се надевам дека сите гледачи ќе уживаат во приказната која ќе раскажеме. Така е. А ова е една толку убава и волшебна приказна, поготово вака пред новогодишните празници. Сакале ние или не сакале, било во какво расположение да сме, сепак новогодишните празници се оние кои што ни внесуваат еден пријатен и преубав дух во самите нас и секогаш сите ние сакаме да се ја почувствуваме онаа, нели, новогодишна еуфорија, па така ние и во нашето студио. Па и Сузе дури и со својата гардероба тоа сака да си го стори, што секогаш изгледа прекрасно. Магијата да биде целосна. Ова што имаме можност сега да го погледнеме, тоа се новогодишни лампиони, имаме повеќе избор на новогодишни, да кажам, украси, кои што во нашиот дом можат да внесат таков новогодишен дух. Меѓутоа ме интересира, без разлика, сега сме дека пред новата година па ги имаме и овие новогодишни украси, меѓутоа имаме и останато со кое што се занимаваме, го работиме и така натаму, еве како што се овие прекрасни икони, кутии за чување накит, да не набројувам многу, ќе оставам простор на тебе, Ленче, да ни кажеш од кога почна оваа приказна, убава, волшебна. Благодарам. Ако ме прашувате од кога нешто изработувам со моите две раце, значи одговорот ми е од како знам за себе. Браво. Јавно се представувам пред прилика 4 години. Но како сум јас растела, сум се развивала, нели, сум се едуцирала, формирав семејство, сопруга и мајка на 2 деца, така и мојата креативност еволуираше, пронаоѓајќи се во повеќе техники, се до моментот додека го запознав декупажот. Како го запознавме декупажот? И еве да појасниме што е тоа декупаж на гледачите, за да знаат. Декупажот е многу стара техника, многу позната. Првите пишани податоци се дека потекнува уште 12-13 век од Сибир. Понатаму е пренесена во Кина, а во 17 век преку трговска размена преку венецијанските пристаништа е пренесена во Европа. Па токму затоа се велиме волшебни се. Да. Затоа што не враќаат како во минатото во оние приказни кои што сме ги почувствували ние како мали посликовниците. Со времето на Сара Кеј. Да, Сара Кеј, баш така слично. Името е француско и значи да се скрати, односно да се пресече хартија. Инаку во практична смисла е лепење или уште се нарекува салфета техника, лепење на салфета, оризова хартија, пелир хартија на одредена претходно обработена површина. Сега јас со таа причина донесов повеќе материјали за да покажеме дека е многу благородна техника и може да се работи на многу подлоги, значи на дрво, на медијапан, на стакло, тука имаме едно шише, па дури и на свеќа се работи декупажот. Многу аристократски палати, мебелот е во декупаж техника направен и сега многу е модерно да се реставрираат мебелите во
декупаж техника. Да се враќаме, се врти во круг, нели се враќаме во минатото. Еве за она за кој што ја зборував, овие волшебни фотографии, слики, како да ги кажеме, Сузе, новогодишни приказни изработени на ваков начин, навистина делуваат како да не враќаат во некое убаво, волшебна, некоја убава приказна, романтичното време, романтичното на време. принцезите. Да не знаеле што е политика, веројатно. На романтика, на нешто навистина многу убаво, меѓутоа изработуваме и уникатни на ваков начин икони. Еве сега и помина славите допрва доаѓаат и преубавите наши празници. Ги изработуваме, значи иконите, меѓутоа изработуваме, како што кажавме, еве јас што да имам желба на нешто, можеби имам од мојата баба некое оставено во наследство, кутија за накет или што и да чувала во, може да го изработиме плюс нешто да му додадеме, така? Така, да се реставрира практично. Да се реставрира баш во така. Така. Во зависност од временскиот период се изработките. Сега сме пред Нова година, па затоа изработките се со новогодишни мотиви. За великденските празници се великденски мотиви. Меѓутоа, она што... Секој празник вие ќе ни доаѓате. Договорено? Договорено. Да ни го разбавувате студиото. Ова магија убава да ја пренесеме и на гледачите. Па навистина ни е потребно, нели, Сузе, нешто вакво да... И ова е и празник за очи, да. Едноставно уживаме. А инспирација е. Во секој случај верувам дека секој од нас ние неформално разговаравме со Ленче пред да влеземе во студио, дека секој човек поседува одредени капацитети во себе кои треба да ги разбуди, да ги открие, за да почне да ја развива креативноста. Така, Ленче, нели? Така, секој човек си е благословен со некоја дарба, само треба да си направи само анализа, што е тоа што него го прави среќен и да, ако не е почнал, да почне да го прави, а ако го веќе работи, да продолжи. Имаме многу изработки за овие 4 години, тоа можам да го забележам еве и низ фотографиите, можам да го забележам и во, сигурно ова е само еден мал дел од вашите рачни изработки кои што се донесени да ни го красат и разубават студиото и утрото. Кажавме да 4 години интензивно повеќе се занимаваме, јавно се занимаваме токму со ваквите рачни изработки. Ленче, еве ме интересира колку време во текот на денот е потребно за да се изработи било што да земеме во предвид? Јас слободното време практично го користам трошејќи го нели на моето, едно од моите две хоби, ова ми е индивидуално, имам и колективно хоби. За какво хоби станува збор? Еве ги поздравам сите членови на ветеранското друштво на фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров. Значи пред една година само иницијативно се организиравме и продолживме, Ленче, браво за тебе. Јас мислам дека во помалите градови многу повеќе вака можете да се функционирате на ваков начин. Па сега тоа е индивидуално. Имате повеќе време за се или? Ние од една до друга дестинација додека стигнеме тука е малку проблемот кај нас. Времето ни е секогаш најскапо. Секогаш ни е најскапо времето. Но со добра организација сметам дека и кога се сака, се може. Тоа сакав да го кажам, кога имаме добра организација, кога имаме љубов и сакаме нештото да го реализираме на начин на кој што сме го замислиле, резултатот е неизбежен. Дали може сега на гледачите да им подариме вакви прекрасни лампиони? Јас мислам дека ќе бидете воодушевени, ќе си го чувате, ќе си го имате за новогодишните и божичните празници во вашиот дом да ви го краси или елката, или пак можеби на друго некое место кое што си сакате вие во домот да си одберете за да имате една убава волшебна приказна. Еве ги овие прекрасни лампиони. Пак ќе вклучиме тројца гледачи за да им ги доделиме еден лампион за еден гледач, меѓутоа навистина вреди лампионот. Затоа што, еве, колку време е потребно за да се изработи токму еден ваков лампион. Затоа, велам, навистина е ова нешто вредно. Па за најлесно е лампион и букмаркер да се изработи, значи се останато треба време, се што е нели со орнамент, со шаблон, треба повеќе време. Лампионите се во класичен декупаж стил, но проектите кои што јас ги работам повеќе се во модерната техника микс медија, бидејќи се што е повеќе од две техники на едно парче, модерно се нарекува микс медија. Така. Имаме исто така, јас би сакала да ги покажам токму овие лампиони.
кои што се многу специфични за мене. Не можам да дојдам до таму, мислам дека кај тебе ќе биде полесно за да покажам на гледачите. Еве. Барокен стил. Да, во барок стил. Овие имаат дури позлатени ливчиња. Позлатени ливчиња, навистина се волшебни, навистина се многу прекрасни. Меѓутоа очекуваме, значи еве да повторам дека тројца гледачи ќе вклучиме во програма за да им доделиме од овие уникатни рачни изработки, ќе доделиме 3 лампиони, по едно лампионче на гледач. Добро утро. Добро утро, Сузе. Поздрав до Линче. Се јавам Сузана од Скопје. Драго ми е. Прекрасни изработки. Преубаво, секоја често златни раце, господјата Ленче. Нели, колку убави. Еве, ќе имате рачна изработка од Ленче во вашиот дом. Овој лампион. Ке ми биде. Така, верувам дека ќе е така. Сузе, исто благодарам за вашето јавување и посакувам Убав ден. Поздрав и од мене. Убав ден. Убав ден, уште двајца гледачи ќе вклучиме. Добро утро. Еве лампиончето за следниот гледач кој го имаме на телефонската линија. Добро утро. Ало, добро утро, Слободанка. Добро утро. Оде баба Финка. Знам, не мора веќе и да ни се представувате. Затоа што многу добро знаеме. Да, бидете ми поздравени на гостинката сваки час, без срце, да си убаво, да си што има души срце да работе. А тетка Фимка има 4 пара у руци. Еве, лампионче ќе им подарите. На кого ќе го дадам? Да. Лотарија. Две имат по старата керча, 2 од по малата, ама не ли може 2 по едно бре да и подарам? Ќе им подарите едно, кажавме ние, веќе тоа го кажавме дека на еден гледач по едно лампионче. Благодарам за јавувањето, да отстапиме простор малку и за разговор. Па ќе го вклучиме и следниот гледач да му доделиме лампион. Навистина, еве кажавме за токму еден ваков лампион колку е потребно време да се изработи и бидете благодарни што ќе го имате во вашиот дом. Добро утро. Добро утро. Како сме? Сена Ибава, добро сме. Драго ми е. Ви благодариме, стварно што ве гледаме и вака уникатни изработки, свака им час на луѓето што работат. Нели се воодушевувате ли вие како нас? Да. А замислете кога ги гледате вака во живо тука? Не, тоа е прекрасно, значи треба уметност и знање да се направи тоа и стотливост. Дарба, и трпение убаво кажавте. Многу ви благодарам што сте со нас и еве и гледачите како упатуваат убави зборови, Ленче. Благодарам од срце. Сигурно дека многу ти значи за да продолжиш и понатака со изработки. Еве за оние кои можеби сакаат исто така својот дом да се го украсат со било што и да е, како може да те пронајдат и да си нарачаат, да си имат еве по своја желба нешто во својот дом. Па јас во позитивна смисла на зборот ги искористив социјалните мрежи. Значи може да ме најдат на Ленча Стојанова Facebook и Handmade by Пчеличка, така ми е брендот Пчеличка. Ова ќе биде брендот, така? Да, благодарам и јас, еве си го имам во своите раци. Твој телефонски контакт и број го има тука. Лесно е сега, многу е лесно преку социјалните мрежи да се најдеме, доволно е името и презимето Ленче Стојанова. Кажа дека доаѓаш од Свети Николе и навистина многу ми е драго што одвои време дури од Свети Николе да ни пристигнеш во утринската програма. Сега, би сакала да кажавме нели времето кое го поминуваме изработувајќи ги сите овие преубави нешта за иконите. Со оглед на тоа, како што кажавме, дека празниците, еве славите поминаа, доаѓаат други, колку е потребно да се изработи икона? За иконата треба најмалку 2 недели, ако претходно дрвото е подготвено. Значи треба суво дрво. Сепак подолг период, процес е, да. Значи дрвото треба да е суво, претходно се обработува со повеќе слоја на примази, па оди декупажот, па понатамо оди досликувањето. Значи тука ја вклучив и мојата втора пасија, јас многу сакам и по генетика имам можност, нели, сум наследила. Богородица, прекрасна. Да,
нацртана од слеп монах, наша православна, многу се двоумеа дека не е наша, меѓутоа е православна. Така. И понатаму орнаментите, па боење, па лакирање, па патинирање. Сега за иконите морам да кажам дека пред да почнем да ги изработувам, барав благослов од мојот духовен отец. Секоја чест. Тие се со благослов даден за да се изработуваат, да. Тука го имаме Исус Христос. Да. Ова е една во помала верзија, да кажеме, икона, ова веќе е во поголема. Иконите ги изработувам во три димензии, најголема, средната не ја донесов и најмалата димензија. Преубаво изгледаат на вистина. Благодарам. И веднаш внесуваат оној убав дух. Како да го почувствувавме и ова што го кажа сега ти, дека си побарала и благослов. Како ова се чувствува на вистина, оваа топлина и енергија која денес ни ја пренесе и ни ја донесе тука во нашето студио со овие прекрасни и уникатни рачни изработки. Секоја чест, Ленче. Меѓутоа, ајде малку и за тебе и нешто повеќе да дознаат гледачите. Сакам да кажам дека жена која е успешна и која на вистина работи со љубов, еве го резултатот, меѓутоа ние сме и по професија. По професија сум дипломиран социјален работник, магистер по социјална психологија. За жал не вработен, јас морам тоа да го кажам и се извинувам што ви ветувам. Затоа сакав јавно да го кажам тоа. Во реалноста во која... Не го искористи мојот потенцијал во целост, меѓутоа јас многу си ја сакам професијата. А замисли кога го има потенцијалот за нешто вакво, што би било тогаш и за својата професија? Јас многу си ја сакам, многу сум вложила труд, посветеност, време, самооткажување. Твојот карактер се гледа по изработките. Исто така е многу благородна професија, емпатична професија, да се работи со најранлива категорија. Меѓутоа, во душата се чувствувам уметник и ова е мојата ментална хигиена. Така, да. Меѓутоа, мојата љубов, како да кажам. Да се надеваме дека сепак ќе искористиме и ќе го искористиме и оној потенцијал кој што го имаме. Ние со животот стекнато, а тоа е токму оваа професија која што кажавме. Јас сакам да кажам дека една жена која е успешна на сите можни начини. Тоа не зависи од мене веќе. Да. Замисли во какво секојдневие живееме и константно тука ги споделуваме сите порази на ова наше македонско живење последниве неколку години. Таленти и стручњаци како Ленче, кои што можат да дадат многу, остануваат невработени, но еве Бог ја дарувал со еден прекрасен талент да може таа да ги разубавува животите на многу луѓе кои што го препознаваат квалитетот и особено вложениот труд и љубов во рачните изработки. И посакувам на вистина, Ленче, да расте ова твое големо хоби, да преиде во професија, еден ден да не поканиш на отварање на твоето ателје во Свети Николе, па нека биде и во Скопје, да дојдеме еве со Слободанка и со целата екипа, со колешките, да видиме како се стартува еден мал бизнис во една ваква убава земја во која што јас верувам дека има луѓе кои што ги препознаваат рачно изработените подароци и ги консумираат. Има ли доста интерес од Свети Николе или повеќе испорачуваш надвор од твојот град подароци? Во Свети Николе имам. Јас се чувствувам како револуционер, како да ви кажам, затоа што во Свети Николе нема можност каде да се изложат рачно изработените предмети, освен на Facebook или на социјалните мрежи. Но полека нели луѓето препознаваат и дека си на добар пат, најдобро говори тоа кога еден клиент ти се враќа еднаш, па втор пат, па трет пат. Задоволни. Така. И јас не можам да се пожалам. Мене телефонот ми е константно со преубави пораки, иако живееме во сурово време. Не дека се билда егото, меѓутоа убаво е чувството кога ќе добиеш повратен фидбек, дека можеби изработката во реалност е поубава отколку на фотографија. Ама од пораки и од лајкови не се живее. Земајте ги телефоните и нарачувајте. Сега е време. Ова се најубавите денови за да одбереме подароци за нашите сакани. Дали имаме уште некоја минута време или сме тука некаде? Уште една минутка имате време. Уште една минутка, Ленче, ќе оставам на тебе минутата, што е она што би сакала да порачаш еве на гледачите, како што кажа Сузе, од лајкови многу добре дојдени се. Меѓутоа секако дека и нарачките се добре дојдени, меѓутоа кога работиме со љубов, задоволна и ти, задоволна и сите оние кои што си ги прават нарачките за свое лично нели задоволство, затоа што сакаме секогаш во домот да си имаме нешто уникатно. Секој сака да има нешто персонализирано, не спомнавме за персонализираните кутии. Сега
Можноста е таа, рачните изработки се со цена можеби малку повисока од она стандардна цена што ги имаме на кинеските производи, меѓутоа љубовта која што се внесува, едно парче не може да биде повторено. И да е ист мотивот, има нешто што е поразлично, се работи со четка, се работи со рака и секое парче е уникатно. Значи, би сакала да ги поздравам сите гледачи, да им ги честитам празниците, убаво да си поминат во радост и во среќа, а сега оставам на нив да направат проценка. Ленче Стојанова на Фейсбук, благодарам многу што ова утро ни го разубави на ваков начин, ни внесе една убава топлина и убав дух, да ти кажам искрено имаш и пријатно е да се разговара со тебе и токму затоа е ова резултатот што го гледаме. Ја имаш таа љубов и дарба во себе. Благодарам на поканата. Се гледаме во следна прилика, Сузете, оставам со гледачите. Да, што ни го разубаве Ленче студиото.